Професорке Каракамишева, зашто всушност расправа дека на социјалните мрежи граѓаните велат ова е веќе циркус. Расправаме 4 дена за едно ливче кое што него нема, него има, уствари всушност е тука. Навистина Државната изборна комисија премина во пародија, премина во еден орган кој наместо да се грижи за почитување на законите, за почитување на изборниот законник кој што е клучен тие да го почитуваат пред се, за жал стана орган кој што се повеќе прави политичка фарса, прави драма, прави филм или режира филм, со помош на кое треба да се пролонгира политичката криза во Република Македонија, бидејќи му е јасно на СДСМ кој е изборниот победник, а кој е изборниот губитник. Очигледно дека странскиот сценарист го пали планот Б и сака на секаков можен начин, институционално, со разноразни притисоци врз членовите на Државната изборна комисија, но и врз судиите на Управниот суд, да направи некаква промена во изборниот резултат. Очигледно странскиот сценарист не очекувал победа на ВМРО-ДПМН, бидејќи со толку многу канонада од разноразни форми на бомби, притисоци, уцени, закани, малтретирање на граѓани, малтретирање на луѓе, малтретирање на градови и така натаму, не успеа ништо да направи, односно не успеа да му донесе изборна победа на Заев. Тој сега сака институционално, буквално да ги силува институциите на системот, се со цел и леџиски на сила да му ја донесе или да му ја даде, ја стално викам на тацна, победата на Зоран Заев. Но тоа може да се случи, така не бидува. Но според сите анализи, колку еве ова им пројде вака, навистина може да дојде до... Тоа е една желба на странскиот сценарист и на човекот кој што сам себе се прогласуваше за премиер уште пред 4-5, може и повеќе месеци, сам себе се пред целата јавност се декларираше дека тој е новиот премиер и така натаму, а сите сме свесни дека СДСМ нема капацитет, нема сила сето тоа да го направи, нужно му е потребен некој помоќен од него, некој многу посилен од него, да цела ова сценарио, цела ова работа му ја направи на терен, да му даде максимална подршка во секаква смисла, најмногу во финансиска, но исто така и во логистичка смисла, и на тој начин да се згази волјата на граѓаните. Но, она што е би рекла, интересно во целово сценарио, не проценија дека ВМРО-ДПМН може на крајот да биде изборен победник. И не проценија дека во Република Македонија, без разлика колку они во овие 2,5 години да го газеа уставот и законите, дека мора да се почитува владењето на правото, дека мора да постои устав, закон, изборен законник, кривичен законник и така натаму. Доста веќе Република Македонија ни ја направија како држава параспор, држава во која што не владее законот, не владеат правните правила. Ова што го гледаме во ДИК. Ова што го гледаме во ДИК, извинете, мене ми наликува на оние комедијантски пресконференции кои што ги држаше специјалното јавно обвинителство, истите тие насадени тела, би рекла, спротивно на уставот, во нашиот систем, вистински канцер, како што рече професорот Климовски во една своја изјава, токму на ваков начин настапуваа со драми, со холивудски сценарија, со предмети кои што немаа никаква правна издржаност. Токму сега ни се случува истото, како копи-пейст, само не е специјално јавно обвинителство, туку е Државна изборна комисија. И замислете, дури се дрзна да употребуваат, односно да повикуваат графолошки, значи истражни действија да се спроведуваат, како не баре со специјално јавно обвинителство. Значи правно, до тој степен избега, се загубија во правниот лавиринт. Не е само тоа, неколку прекршоци имаат на вака сега, да почнам од почеток, од самиот почеток. Роковите. Државната изборна комисија процедурално, не знам зошто расправа. Значи таа си има преклузивен рок од 48 часа да постапи по сите приговори. Извинете, што правеше првиот ден Државната изборна комисија? Одлучи да го преспие. Целосно. Цел ден и цела ноќ не работеа. Работеа дури вториот ден, односно последните 24 часа. Тие свесно, намерно сакаа да го повредат законот и го повредија. И сега, бидејќи тие рокови се преклузивни, што значи преклузивно? Дека
кога ќе помине веќе не можеш ти да се повикуваш на правото да постапуваш по однос на тие предмети. Да појаснам, тоа е исто како застарено на суд. Застарен е предметот на суд. Значи, кога ќе помине рок, сите знаат, кога ќе помине рок, немаш понатака право да одлучуваш по било кој предмет, по било кој действие, не може да се презема действија. Тие сега, тука, прават драма, ги малтретираат членовите на избирачкиот одбор. Мислам дека 2 часа беа овдека. Ги испитуваат, не баре се суди. Значи нормално е дека реагираат. Вакво малтретирање ја не сум видела. И јас сум била член на Државна изборна комисија 99 година. Вакво малтретирање е невидено. Прва работа, второ, зашто е ова малтретирање? Значи, све е јасно, не постои ниту едно ливче кое фали, ниту едно ливче кое што е плюс. Се е во ред. И сега, навистина, ја не можам да разберам зошто беа потребни овакви политички циркуси. Државната изборна комисија мора да се држи до правото. Држењето до правото значи дека требаше да постапува согласно роковите во законот, а не еден ден да спие, другиот ден да не знае божем каде е, па не знам имала притисоци во работата, нели? Второ, како можеше да го земе во предвид, да одлучува по приговор на Беса кој што не е потпишан? Тоа е еден невиден преседан. Јасно е, во изборниот законник стои дека подносителот на приговорот мора да биде потпишан. Тие се впуштија во анализа на приговор кој што има процедурална грешка, односно има формално правен недостаток. Нема подпис од овластениот представник на оној што поднесува приговор. Тоа е сериозна забелешка која што доколку дојде до управниот суд од процедурална причина ќе биде отфрлена таквата тужба, односно нема да може да се разгледува истата тужба без разлика од кого и да биде поднесена, затоа што се работи за кршење на процедурата, на процедуралните елементи во постапката, што е за Државна изборна комисија е непоимливо. Тие тука ги слушам, ги испрашуваат членови на избирачки одбори за се нешто, а тие се први што го кршат изборниот законник. Каков пример се тие, членовите на Државна изборна комисија, кога тие самите постапуваат во моментов спротивно на изборниот законник. Ја навистина не знам од каде им е таа дрскост. Кој им дозволува да си поигруват со одредбите на изборниот законник? Па ако сакате и со вкупната изборна волја на граѓаните. Никој не сме должни овде да гледаме ваков циркус 4 дена. На што личи ова? Значи, со луѓето со кои што јас разговарав, меѓу кои експерти и обични граѓани, велат во ред, приговор се поднесува, доколку навистина приговорот е издржан, треба Државната изборна комисија да го прифати, но се ова што се случува овдека наликува на фаќање буквално за влакно, барање игла во сноп сено и така натака, и дека воопшто е излезено од рамките на приговорите. Приговорот се однесува на едно, додека Државната изборна комисија одлучува за 5 други работи од страна. Смее ли тоа? Значи, Државната изборна комисија може да постапи по службена должност за одреден изборен нерегуларности доколку таа ги воочила. Но тоа мора да го каже. Меѓутоа, така е, меѓутоа, она ништо не направила во тој дел. По службена должност јас не слушнав дека има некаков предмет оформен од нивна страна и дека тие сакаат да разговараат, односно да одлучуваат по таков предмет. Се знае како тоа се поднесува. Се знае, па има форма, има процедура, значи сега тука да не оптеретувам јавност. Меѓутоа, она што е најсимптоматично е тоа што сите приговори и на СДСМ, и на Беса беа апсолутно неиздржани. Значи, кажавме во неколку наврати дека за да може да се постапува издржано правнички, мора да бидат наведени забелешки кои што се ставени нели во записник и тие забелешки да соодветствуваат со приговорот на соодветната политичка партија. Ајде малку попластично да објасниме за да може да бидејќи изборниот законник е малку комплициран, најде попластично да објасниме, име некои работи не ми се јасни. Што значи тоа? Доколку приговорот се однесува на Беса или на СДСМ или на ВМРО, не е битно. Се однесува дека на тоа и тоа место, избирачко место, фали, недостасува гласачко листче. Треба само да се утврди дали навистина недостасува гласачко ливче на тоа место или не. А не дали е повредена потоа и тајност на гласање, па дали тоа ливче било заведено на почетокот или на крајот, дали било најдено на почетокот. Бидејќи, еве, карикирам сега. Да, значи забелешката мора да се почитува така како што е ставена, така да се одлучува и во Државната изборна комисија, затоа што бидејќи тоа не е случај сега. Па знам дека не е случај, затоа реков дека ништо не е правно издржано. Значи, ние овде имаме буквално наметнување на Државната изборна комисија како да е суд.
И сега им се суди на сите оние кои што нели се вклучени во тие приговори и на членови на избирачки одбори, и на гледате жената ја донесоа буквално неповикана. Значи ниту членовите на ДИК вчера гласаа за таа да биде донесена па сослушана. Смее ли според правилникот или според законот да ја донесе некој да дојде во ДИК да седне и да Мораше за тоа да се гласа. а не се гласаше? Значи, ако некој вие сакате да го повикате за сведок, гледате што и направија. Значи, буквално подносителот на приговорот ја донесе. Како може тоа подносител на приговор да донесе сведок? Па извинете, вие не сте суд. Ја мислам дека председателот на Државната изборна комисија ги измешал лончињата. Он мисли дека е председател на Врховен суд. Председател на управен суд, на вистина не можам да го разберам човекот. Значи, се има не само надлежност, конкретно дефинирана во изборниот законник, туку се има и негова улога. Која е неговата улога? Неговата улога е точно дефинирана во изборниот законник, така што се ова ми мириса, би рекла, и на кривична одговорност на членовите на Државната изборна комисија, оние кои што гледаме постојано инсистираат на незаконитост и во таа смисла ќе мора, предпоставувам, и институциите на системот соодветно да се реагираат, затоа што вакво терање мајтап со изборен процес јас не сум видела. А пак ќе кажам, сум вклучена во учество во анализа на сите изборни циклуси до сега и исто така сум била и член на Државна изборна комисија во период 99-2000 година и точно знам изборните правила се менуваат, меѓутоа тие можат само да се специфицираат, нели, тие во основа се исти. Горе-доле изборниот процес е тој. Мене ми се јасни многу од правилата и мене сега не ми е јасно како може председателот на Државната изборна комисија на ваков начин да ја тера работата и седниците на Државната изборна комисија, спротивно на изборен законник и спротивно на самата процедура. Бидејќи работите се многу јасни, само треба некој очигледно да има волја да се држи до законот, а не до некои надворешни инструкции и да се почитува она што е процедура, право. Стигнуваме до управниот суд. Управниот суд ќе ги разгледува приговорите, поплаките. Сега, да, така имаме само еден за поништување. Да, и да видиме како ќе заврши нели со ова едно ливче фамозно приговорот. Управниот суд би требало да се држи до законот, меѓутоа денеска слушнавме и од партијата ВМРО ДПМН и од лидерот на партијата ВМРО ДПМН дека упати апел да се почитуваат до закон, бидејќи најверојатно се сомневаат дека може да се случи исто сценарио. Дали се јасни работите по однос на тој еден приговор со оглед на фактот дека буквално како што кажете Државната изборна комисија се стави во улога на суд, побара графолошко вештачење на подпис, самата утврди кој гласал, кој не гласал, така. Да, за тоа посебно, бидејќи нели вчера се имаше лавина реакција од страна на правници, експерти по изборно право, на вистина таков преседан не сме видели ниту во Македонија, ја би рекла ниту во светот, затоа што вие да се впуштите во истражни действија, затоа велам очигледно Државната изборна комисија се мисли дека или суд или специјално јавно обвинителство. За да побараш истражно действие, графолошко испитување на подпис, треба да си истражен орган. Тие не се истражен орган, тие се Државна изборна комисија за спроведување, организирање и финализирање на изборен процес. Изборите не се истрага. Изборите немаат никаква врска нели со тие действија кои што сакаат да ги припишат кои што сакаат себе си да се ги додадат како надлежност. Исто така е многу интересно како тоа графолошкото истражување нели беше организирано, нели посебна приказна. Значи во основа е и мешањето на членот од СДСМ, представникот од СДСМ во приговорна беса. Се случи и тоа? Имам толку многу детали кои укажуваат дека ова нема никаква врска со правото, туку е исклучиво политичка работа, меѓутоа ајде да преминеме на управниот суд. Значи по сите нивни решенија, иако ќе кажам задоцнати, управниот суд, односно подносителите на приговорите и сите оние кои што можат на овој или оној начин да бидат повредени заради менување на број на мандати и така натаму, значи кои имаат правен интерес да се заштитат од можните промени во изборниот процес, односно во текот на изборниот
процес дополнително може да имаат право на тужба во рок од 24 часа од приемот на решението. Што значи дека тука и ВМРО ДПМН и сите заинтересирани страни, сите учесници во изборниот процес имаат право откако ќе се достават решенијата преку Државната изборна комисија да достават во рок од 24 часа тужба до Управниот суд и Управниот суд. Јас се надевам дека ќе го следи словото на законот, словото на изборниот законник и дека нема да мрда надвор од правото, бидејќи тие се суди. Ова е државен изборен орган, каде што имаме членови и на политички партии, каде што имаме независни експерти и така натаму. Но меѓутоа еден од тие независни експерти во своето излагање посочи дека токму фактот што присутен во салата од партијата СДСМ е тој што ја внесе госпоѓата сведок за да сведочи за приговор на беса. Значи тоа го кажа човекот дека експертот дека него тоа му создава сомнеш за Така, значи политички интереси се тука, многу повеќе отколку право. Тоа е едно, меѓутоа Управниот суд не смее да меша политика и право. Управните судии се професионалци, луѓе кои што најголем дел од својата кариера поминале во судството и тие не смеат да дозволат, не смеат ни да помислат да дозволат било какво политичко вмешување, било какво политичко, надворешно или друг вид на влијание врз нив и притисок врз нив, затоа што тие мора да се свесни дека во овие моменти се пишува новата историја на Република Македонија. Новата политичка и новата правна историја. Ние видовме дека во овие 2,5 години политичка криза буквално се клекна на колена правниот систем, институциите на системот правно потврлија и сега ние мораме да го вратиме имиџот на Република Македонија како правна држава. Во делот на институциите на системот, државните органи и така натаму, видовме како политичките партии буквално насила со големи закани, видовме што све се случуваше при случувањето на договорот од Пржено, видовме какви све процеси спротивно на устав и на закон се тераа, сега работите мора да се вратат. Паралелни институции направивме противзаконски против. Значи, толку излеговме од уставот, толку излеговме од законите што буквално правната држава ние ја обезличивме, комплетно ја распаднавме. Ние мораме да ги собереме работите назад, ако сакаме да си ја зачуваме Република Македонија како правна држава. Значи сите оние притисоци кои што беа од СДСМ, од надвор да се канонадира правната држава, видовме дека успеа. Значи имаше многу работи кои што беа надвор од било какви правни, би рекла, процедури, правни законски норми и така натаму, противно на устав и така натаму, но заради притисокот, нели, политичките партии се убедуваа меѓу себе да воспоставуваат некои хибридни решенија кои ги нема никаде во светот. И токму затоа сега велам, Управниот суд има историска можност, историска шанса да застане на она што е право, да застане во одбрана на изборниот законник и во одбрана на правото и да почнеме да ја свртиме новата страница на правната држава, затоа што вака како што сме ќе мислеле, работите не одат нарно и работите нема да завршат нарно. Ајде конкретно да се обидеме да анализираме или да предвидиме правно како одат работите, ќе стигнат приговорите до Управниот суд. Тужбите. Вчера излезе информација дека веќе има една тужба која што е од 2013 година од изборите. Не, има една пресуда. Или пресуда, да. Која што е премногу слична на онаа со госпоѓата Фатиме Сулејмани, односно приговорот кој што е прифатен овој пат, во која што судот одлучил дека не може да се дозволи да се прифати тужбата, нема да има прегласување, затоа што лицето кое што му било повредено избирачкото право, требало самото да поднесе тоа е посебна постапка за заштита на избирачко право. Како се вика тоа, или тужба ли е тоа, како не е битно, меѓутоа тоа лице не поднело, имало право да си го бара, да се заштити неговото право, а тој еден глас не влие на изборниот резултат и поради тоа не е дозволено прегласување. Се знае во судот, во судската пракса, дека судската пракса е неприкосновена секаде во светот, во правото, дека доколку еден случај е решен така, многу е веројатно дека
Тоа е словото на законот и така треба да се оди. Управниот суд прво мора да види од процедурален аспект дали треба да се впушта во материјална расправа. Воопшто, значи дали воопшто ќе така, значи прво, како претходна постапка би рекла е прашањето околу тоа дали се запазени процедуралните аспекти. По моje гледање правничко, меѓутоа и по бројни други правници кои што исто така со кои што соработувам и ги консултирам, во овие случаи имаме чиста работа затоа што не треба да се навлегува во материјална расправа, туку по процедурални причини работите се јасни и треба да бидат отфрлени тужбите заради кршење на законските рокови кои што кажав се преклузивни, но и заради моментов на тоа дека е доставен приговор од БЕСА кој што не е потпишан од страна на подносителот на приговорот. Тоа е голема процедурална грешка која што не може да биде занемарена. Тој приговор, тој што се однесува на Фатима Сулејмани? Да, значи не може да биде занемарена во процесот на разгледување на формалните аспекти на тужбата и на предметот. Доколку се впушти во материјална расправа, исто така оваа пресуда која што е од 2013 година треба не само да имаат предвид, туку ако сакаат да задржат правен континуитет во работата, управниот суд ќе мора да се повика на истата. Тоа не е ни прв пат, не е ни последен пат. Уставниот суд, например, често пати се повикува на своји пресуди, на своји одлуки донесени предходно. Врховниот суд исто така има своји правни мислења, има своји правни ставови и така натаму за кои што се повикува како одлучиле или како донале одредено мислење, с кое што понатака исто така го применуваат. Значи тоа е еден вид судска пракса која, иако ние не сме земја со прецедентно право и така натаму, па таквите пресуди да имаат задолжителен карактер, сепак ако се почитуваат тие суди како си го почитуваат интегритетот, го почитуваат судот како свој орган и така натаму, ќе морат да си ја почитуваат и таа пресуда која што е донесена пред само 3 години. Значи не се работи за нешто далечна, мината пракса, па сега да на некој начин да ја скокнат. Во делот на заштитата на избирачкото право исто така тука е многу јасна работата. Значи, доколку господјата Сулејмани имала проблем со тоа да се го оствари правото на глас и не можела да го оствари, тоа е сосема друга постапка која што се однесува на заштита на личното избирачко право. Тоа мора да го поднесе човекот на кој што му е прекршено. Така, значи прво забелешка да се стави, но и мора да се поднесе индивидуално приговор за повреда на личното избирачко право на граѓанката. Таков приговор нема. Исто така, тоа не може да биде основ за поништување на гласачкото место, затоа што тука се работи за индивидуално гласачко право и она што е многу интересно и интригантно е што господјата имала видлив трак од спреј. Значи, таа веќе го оствари, таа гласала. Интересно е да видиме сега, тоа претпоставувам во предметот кој што го оформи основното јавно обвинителство во Гостивар, тоа ќе се истражува, каде таа го остварила своето право на глас. Тоа нормално Државната изборна комисија не може да влезе во истрага затоа што реков не е истражен орган, тоа ќе го работи основното јавно обвинителство да видиме каде таа го остварила правото на глас. И тоа ќе биде многу интересно за покренување на кривични постапки на сите оние кои дозволиле да го даде правото на глас, но повторно ја вратиле на гласачкото место, повторно да гласа, значи да гласа два пати, што е противуставно и противзаконито. И зашто може да се сноси кривична одговорност. Меѓутоа, сосема личното право и индивидуално, ако ми е повредено мене правото избирачко, морам да си покренам посебна постапка која нема врска со ова што е основ за приговор. Сите се прашуваат зошто ВМРО ДПМН толку остро сега реагира на сето ова, додека не се дозна дека евентуално прегласување во тоа едно избирачко место ќе оправда флускулата постизборен инженеринг што е употребија од ВМРО ДПМН, односно опит на СДСМ постизборно сегашните резултати ги промени. Односно, доколку се прегласува во конкретното избирачко место, тогаш може да се направат дел одредени партии, да не се гласа како што се гласало, туку буквално сите своји гласови да ги групираат и пренесат на една страна, која и да е, и тогаш таа страна, во случајот доколку е тоа СДСМ или БЕСА, може да добие еден пратеник плюс, односно тоа се многу малку гласови, но кои што одлучуваат околу 300 и кусур како беа гласови, но гласови кои што можат да отидат во прилог на постизборните инженери кои што го споменуваа ВМРО ДПМН.
Зошто ваква реакција на ВМРО ДПМН, не знам, ќе треба вие да си прашате со представниците на ВМРО, но мене она што ме загрижува е тоа што некој сака буквално на мускули да донесе нешто и да устоличи некој човек и некоја партија која што апсолутно не заслужува да биде лидер, премиер, председател и така натаму и така натаму. Не сакам само да прецизираме, значи овие приговори не го менуваат сегашниот изборен резултат каков што е. Да. Би го промениле само доколку има прегласување. Така. Значи, отпосле да се договорат... Да, така, доколку управниот суд исто така одлучи да каже дека тужбата се прифаќа и дека со тоа фактички се прегласува на тоа избирачко место, избирачкото место одлучува за тоа нормално каква ќе биде бројот на пратеници или соодносот на пратениците во собранието. Јас повторно ќе се вратам на планот Б, кој што очигледно е многу жив и кој бара од СДСМ и од нормално политичките партии, од албанскиот фактор кој што го поддржуваат СДСМ на институционален начин да го победат ВМРО ДПМН, што е она што велам повторно, ќе се вратам на старото, дека всушност сакаат преку институциите на системот целосно да ги здробат, да ги згазат и на тој начин да дојдат до она што го очекувале или она што го замислиле, што повторно е една грозоморна правна ситуација, една ситуација која никој не можеше да ја предпостави дека до овој степен некој може да се дрзне и да прави вакви планови и вакви стратегии. Тоа е навистина веле предавство, Емалсбор реков, ова е злосторство на врз човештвото, злосторство врз македонските граѓани. Значи, управниот суд утре или во рок од 24 часа, не знам денеска дали ќе одлучат, бидејќи така веќе све прекршија, ќе мора сериозно да седне и да си размисли што и како натаму. Не сакаме никакви притисоци, доволно е само да се почитува законот, доволно е само да си ги видат одредбите и мислам дека нема ништо да би рекла да фали доколку се почитува законот. Доколку не се почитуваат законите, си има процедури во кои што треба да се утврди одговорност. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска по извршниот одбор на извршното тело, најголемиот врв, извршниот комитет на ВМРО ДПМН по средбата, излези пред граѓаните, објави дека донесен е проглас од 5 точки за заштита на македонската државност и демократија во Македонија. Предлагам прво да видиме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, па би сакала да ја прекоментираме, затоа што за многумина ова е силен државнички говор на Никола Груевски пред насобраните граѓани. Да го погледнеме. Работата на Државната изборна комисија се претвори во пародија. Имаме информации за вмешување на некои странски представници со цел вршење влијание на некои од членовите на Државната изборна комисија, а во правец на постизборен инженеринг и фалсификување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Некои од независните представници на Државната изборна комисија не се независни. Незаконските одлуки на Државната изборна комисија може да ги коригира управниот суд. Повикуваме да не се врши никаков притисок на управниот суд од никого. Доколку и управниот суд подлегне на влијанијата од страна и ги потврди незаконските одлуки на ДИК и со тоа се одзеде победата на ВМРО ДПМН и се фалсификува слободно изразената волја на граѓаните на Македонија, ВМРО ДПМН објавува дека нема да учествува во прегласувањето и нема да ги признае резултатите од аболицираниот криминалец нема да
дозволиме да формира влада со фалсификувана волја на граѓаните на Република ВМРО ДПМН нема да дозволи функционирање на институции со фалсификувана волја на граѓаните и функционирање на институции кои го немаат легитимитетот на граѓаните на Република Македонија. Второ, државата мора суверено да ги носи одлуките. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Го слушнавме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред на собраниот народ, кој што веќе трет ден е пред Државната изборна комисија. Силен говор, упати многу пораки, прогласот е исто така силен, директно упати порака и до странски служби кои што се вмешани и до ова што се случува во Државната изборна комисија и ќе повторам рече некои од независните членови не се независни. Исто така побара никој да не врши притисок врз управниот суд и исто така најави дека доколку сето ова постизборен инженеринг и ова сценарио кое што е замислено од некој одстрана се реализира, ВМРО ДПМН нема да учествува на прегласувањето и нема да го признае прегласувањето доколку нели до тоа дојде. Ајде да го прокоментираме малку говорот на Никола Груевски. Силен говор, несомнено. Силен и загрижувачки говор за секој државник кој што чувствува дека државата може да биде загубена многу лесно. Многу одговорен говор каде што се лоцира местото и улогата на ВМРО ДПМН од една страна и од друга страна сите останати, би рекла, соучесници во ова злосторство, бидејќи вакво менување на изборна волја спротивно на закон, спротивно на сите правни правила, не може поинако да се опише освен злосторство и велепредавство. Факт е дека ВМРО ДПМН е со самата доверба која што им ја испрати на државните органи, пред се на Државната изборна комисија, но и на управниот суд, и рекоа дека фактички нема да им се мешаат, нема да прават никакви притисоци, замолија да не се прават притисоци во управниот суд, се со цел на правен начин да се иструка оваа неправда. Нормално е дека ако не се успее со овој апел, и ако и понатака се турка ова сценарио кое што го гледаме под тепих, да се направи фалсификат на изборната волја. Постизборен инженеринг, да, доколку се одлучи за прегласување, таму ќе се договора така како што е по волја на сценаристот и нормално е дека сето тоа ќе влие врз вкупниот изборен резултат, односно бројот на мандатите. Затоа велам, ако тоа се дозволи, тогаш се дозволува изборен фалсификат. Односно, се ништи целата изборна волја на сите оние кои што досега излегле на гласање и се земаат предвид само оние кои што ќе излезат на гласање на 25 декември, само нивната волја ќе одлучи, односно може да смени. И не само тоа, доколку тие гласале на еден начин во неделата, кога гласаше цел македонски народ, малку е нефер за цел македонски народ тие да гласаат откако ќе знаат каква е ситуацијата во другиот. Тоа е прво, и второ, од каде да знаеме дека тие луѓе не се купени да гласаат на одреден начин. Така, затоа што гледаме дека во изминативе месеци, многу месеци наназад, се случувало масовен подкуп на луѓе. И тоа претежно од социјално загрозени категории. Кој може сега да ни даде верба дека тоа нема да се случи и дека сите гласови кои што се таму, конкретно 300 гласа како што кажавте, нема да отиде во полза на една политичка партија која што е претходно договорена со албанските политички партии. Тоа, повторно ќе кажам, тоа е еден вид фалсификат на вкупната изборна волја на сите оние македонски граѓани кои што излегоа на 11 декември. Затоа што е одлучувачка за иднината на институциите на системот во наредниот период.
И нормално е дека прво се ставаат во нееднаква позиција сите оние граѓани кои што гласале и кои што нели евентуално ќе гласаат или ќе прегласуваат, и второ се става ќе имаме целосен пресврт во состојбата и ќе имаме комплетно поинаква состојба од онаа која што имаме сега. И тоа е она заради кое што велам И тоа е она нефер и постизборен инженеринг, како што велат, односно по мене еден фалсификат на изборната волја, вкупната изборна волја на граѓаните во Република Македонија. И нормално е дека ВМРО ДПМН нема да учествува во таков еден изборен фалсификат, односно на се однапред наместено и изражирано, и нема да го признае резултатот од таквата режија која што е на очиглед на сите. Веќе тука мислам дека и нема човек кој што не верува или ако не сака веќе тоа јавно да го каже, во себе длабоко верува и знае дека ова е режија на некој многу посилен од СДСМ. Едно е сигурно, ни се смее и цела Македонија, ни се смее и цел свет. А кај е ливчето? Едното ливче кое што е тука, па не е тука, па на крај се најде, па сега зашто се најде. Меѓутоа, ова е загрижувачки говор, рековте и сама на Никола Груевски, партијата која што има сепак освоено 51, еве да речеме дека е и 50, како што вели Заев, нели 50-50. Не е тоа точно. Еве нека и да речеме и 50-50, сепак тоа е лидер на партија која што има значи половина од електоратот гласал за оваа партија и за лидерот на партијата Никола Груевски за иден премиер. Тоа е сепак 455.000 гласа, како беше, тоа е сепак маса на 452.719. Така. Тоа е сепак половина од гласачкото тело во Република Македонија, а сепак слушаме еден ваков говор и тоа само 3 дена по изборите. До кого е упатен овој говор? Имаше силни пораки во него. Еден одговорен политичар не може да стои настрана и нема да ги наблюдува политичките процеси кои што ни се случуваат на сите нас пред очи, а при тоа гледаме дека многу од работите излегуваат или се надвор од контрола. Значи, едноставно, некој друг ни ги режира работите, некој друг ја има диригентската палка, се извинувам, а не оние кои што ја водат државата, оние кои што се во институциите на системот, или ако сакате, бидејќи сега сме во меѓу период, владата за спроведување на избори. Нормално е дека во вакви тешки моменти секој еден сериозен, одговорен политичар кој што позади себе има огромен број на гласови, огромен број на граѓани кои што му веруваат, кои секојдневно му даваат доверба, да излезе со еден ваков говор. И ова е говор кој што е усвоен, колку што слушнав, на извршниот комитет, највисокото партиско тело на ВМРО ДПМН. Што значи дека позади овој говор стои целото раководство на ВМРО ДПМН, стојат сите членови на ВМРО ДПМН, стои целата македонска јавност, онаа која што е загрижена, без разлика дали гласала или не за ВМРО ДПМН, ние гледаме секојдневно се позагрижени лица, се позагрижени и луѓе кои што велат добро до кога овој циркус, што се случува со државата. Се прашуваме, имавме избори или немавме? Едноставно луѓето се запрепастени. Без разлика на која политичка партија припаѓаат, се симпатизери, се подржувачи, ова е надвор од думот, ова нема никаква врска со држава или со право и со политика. Ова е се излезено надвор од рамките, изрезено и ставено е во една режија, ставено во едно сценарио кое што мора по секоја цена да се реализира. Но што може да се направи, Тања, кога ова се случува на мокни луѓе, кои што имаат, како што кажавте, половина Македонија зад себе како Груевски или еве Заев од другата страна, значи тоа се големи партии, машинерија од луѓе. Што останува за обичниот човек ако треба да тужи некаде или да поднесе приговор ако ова се случува на очиглед на целата македонска јавност во Државната изборна комисија? Значи, за ова зборувавме во претходниот период. Ова е, би рекла, балкански синдром на креирање на балканско црно или буре барут, ајде ако сакате, или црна дупка на Балканот, со цел на Балканот да немаме никогаш мир, да не видиме никогаш раат и лезет, со цел секогаш да има нестабилност и со цел врз основа на таква нестабилност
помоќниот, најмоќниот фактор да може да се ги користи, да се ги злоупотребува државите како своја собственост. Ние гледаме што се случува во Црна Гора, гледаме што се случува во Хрватска, многу блиску, многу брзо ќе му се случи и во Србија на господинот Вучич, гледаме што се случува на Бугарија. Значи тоа е едно поголемо сценарио, ова е многу поголема игра. Ние сме само дел од играта, но кога мечката игра кај соседот, треба да се плашат сите. Така, од тука, и не случајно господинот Рама ги вика сите лидери албанци од албанските партии да одат кај него на координација и комуникација и така натаму, бидејќи тоа е таа, би рекла, маша која што треба да оствари, која треба да ги режира, но и да ги координира работите на балканскиот простор, се со цел на овие простори никогаш да нема нормална, би рекла, политичка состојба и нормален развој на настаните. Но има само еден фактор кој може да го попречи целото ова сценарио однадвор. Факторот го видовме на 11 декември. Македонскиот народ, сите македонски граѓани, без разлика од нивната етничка припадност, кажаа јасно кого сакаат да видат во следниот мандат од 4 години за премиер, односно за мнозинство во парламентот. Тоа е она што не можеа да го проценат докрај или да го докрај изрежираат овие големи мокници, и од тука затоа цело време господинот Груевски вели некој мокници или некој странски фактор цело време учествува во ова малтене како замешателство во оваа игра, влијае врз Државната изборна комисија, влијае, предпоставувам, и врз сите други органи кои што треба ова да го финализираат и на крајот да се го оствари сценариото. Но некако во средината му е македонскиот народ. Што ќе прави со него? Без разлика што и да биде исходот од целово ова сценарио, македонските граѓани и понатака ја чувствуваат оваа политичка партија за своја. Таа е дел од нивниот код, таа е дел од една поголема политичка филозофија која е на ова тло, на ова место, илјадници и илјадници години. Вие не можете да избришете, тоа не е со гума да се брише, тоа е насока, тоа е верување, тоа е поглед на свет, тоа е идеолошки правец во кој што се движи секоја индивидуа. Така што не верувам дека ова сценарио туку така лесно ќе заврши, без разлика што утре, задутре, прекутре и така натаму. Што ќе се случи, ќе заврши ли кризата? Значи нема да заврши кризата. Самиот факт што и во прогласот ВМРО-ДПМН кажа дека доколку се случи да се направи фалсификат на изборните резултати со прегласувањето, очигледно ќе се направи одредена промена во изборните мандати, односно во претеничките мандати, факт е дека ВМРО-ДПМН нема да учествува во функционирањето на институциите на системот, што значи повторно една нова политичка криза, која што ќе значи блокирање на институциите на системот. Тоа значи блокирање на работата на собранието, блокирање на работата на владата и на сите оние проекти кои што ги има замислено Заев за кантонизација, федерализација, двојазичност на цела територија на Република Македонија. Со кого он ќе ги направи тие? За се е тоа потребно двотретинско мнозинство. Македонскиот народ се стави како ѕид во одбрана на сопствениот идентитет на сопствената држава. Не може да му пројдат ветувањата на Заев што ги давал по диаспората и меѓу албанските граѓани дека тој лесно тоа ќе го направи со политипни општини, се тоа лесно ќе пројде. Не е така. Значи многу од тие прашања се уставни категории. Тоа значи им е потребно двотретинско мнозинство. ВМРО-ДПМН никогаш нема да се согласи да ставе подпис на такви идеи или на такви проекти, што значи дека пропаѓа целиот овој филм заради кој што бевме втурнати 2,5 години, но и понатаму. Очигледно дека ако се Што доколку професорке Уставниот суд се одважи, Управниот суд и не ги прифати тужбите по повод преговорите, останат ситуациите како што се, 51, 49, 5 без 10 дуи. Во тој случај
Треба да се седне да се договараат коалиционите партнери во моментов кој што се коалициони партнери. Дали што очекувате СДСМ понатаму. дека ќе го прифати лесно тоа ми е... Значи, нормално е сега дека СДСМ од која ќе му пропадне сценариото, повторно ќе се врати, би рекла, на она стара, на оној стар филм. Но има две разлики, би рекла, или една разлика за двете политички партии. СДСМ не може да функционира без криза. СДСМ нема што да понуди на македонскиот гласач и на македонскиот граѓанин освен криза. Освен нестабилност, освен роварење во институции, освен разноразни нели сплиткарошење и така натаму. Таа нема политичка, таа нема економска програма врз основа на која што ќе може да ги оствари сите оние ветувања со 30.000 денари просечна плата, со све што не наброја таму во предизборниот и во изборниот период. Така што СДСМ ќе се држи на патот на кризата, затоа што таму се цареви, таму најдобро владеат, суверени се и така натаму. ВМРО ДПМН за разлика од СДСМ ќе биде власт која што има што да реализира. Таа си има програма, 516 страници програма со бројни проекти, таа ќе продолжи да си ги остварува проектите. За разлика... Ќе ве прекинам затоа што забележувам дека веќе сите членови на Државната изборна комисија се во салата, значи продолжува седницата. Ќе се вклучиме во живо. Професорке, многу ви благодарам што одвоивте време да проанализираме за се тоа што се случува. Ќе имаме многу за анализирање денove повторно. Ќе бидете повикани секако од наша страна, се надевам дека повторно ќе ни излезете во пред. Секое време. Ви благодарам и вам.